Решивме и тема на овој број да биде третман на зависности од други, најмногу затоа што од тоа што го имаме како искуство и што го гледаме постојано во нашата работа е дека квалитетот на третманите, на програмите за лекување на зависности од други во Скопје и во Македонија е прилично слаб и дека всушност треба да се вложи многу ако сакаме ние успешно да се справиме со проблематиката на употреба на дроги во Македонија, дека тоа е еден од клучните фактори. So I'm afraid that the treatment system that exists here is focused entirely on those very few patients who are lucky enough to get help. And I think there is not attention being paid to the very, very many people who also could be helped if help were available. И всушност мотото на овој број кој што е даден на насловната страна потекнува токму од извадокот од изјавата на доктор Роберт Њуман кој што вели дека пациентот заедно со докторот треба да решат кои се целите на третманот. And then the physician and the patient together should discuss what are your goals and what type of treatment might be best to help you achieve those goals. So it's not just one form of treatment. There should be many forms, and the decision which specific form of treatment is best for a particular patient should be a result of discussion between doctor and patient. Ништо за нас без нас, значи синтагма која што всушност е на некој начин обележа за вклучување на корисниците на дрога во креирањето, меѓутоа и во спроведувањето на програмите за лекување. Поттик за денешнава дебата ни е токму ова издавањето на ова списание. Ете, се случува нешто, некои викаат дека живееме во медиумско мракобесие, меѓутоа ние отвораме на секторот отвора нов медиум со желба тој медиум да стане поттик за премостување на некои јазови, за отворање на нови комуникацијски можности. Како медиумите може да влијаат за прифаќање, односно неприфаќање кон корисниците на дроги, темата поврзано со прохибицијата, односно забраната на поседувањето и употребите на дроги. Да се мотивираат повеќе луѓе од различни области, да се заинтересираат за проблематиките поврзани со другите и да почнат да работат од своја лична перспектива. И ќе се создаде поголем простор и повеќе можности за дискусија. И таа дискусија повеќе нема да биде еднострана, туку ќе можеме да го гледаме проблемот од повеќе различни перспективи. Оно кој што ние очекуваме видење е да се појави сега вториот број на магазинот. Мислам тоа не значи буквално сега, веројатно за неколку 3 до 4 месеци од сега и да продолжиме да ја развиваме темата во однос на употребата на дроги и како да се креира одреден вид на хумани политики во нашава земја, секако црпејќи го знаењето и искуството на некои земји од регионот или пошироко и да вклучиме нови автори, пред се лица од заедницата на лицата кои што употребуваат дрога, меѓутоа и луѓе од академската заедница или професионалците кои што би пишувале во овој магазин. But they don't even know what to do next. But the father's got the written facts, so he comes out and makes you buy. Black and blue, not nonsense. Think you think that it seems, but it be so clean, but the motherfuckers.